Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. Еден драг гостин денеска, пасторот Филип Иванов. Филип, добре дојде. Добре те најдов. По не броиме веќе Не кој пат. броиме, значи не правам таква статистика затоа што статистиката е небитна, битен е квалитетот на нашите разговори. Так, фала ти за повторената покана и драго ми е што можам да видам со тебе и со сите твои следбеници. Следач. Следачи. Така, Не, намерно го кажав следбеници. Сум бил многу пати во ситуација да морам да се правдам дека немам намера да формирам никаков култ, никаква религија, Така туку е. е. Ама, еве, ајде да почнеме од тоа. Многу пати луѓето ваков јавен настап го мешаат со потребата да се со навистина постојат личности кои што формираат некакво вие треба да ме следите сега јас ќе ве научам, ќе ве учам, мене ми е пренесено тајно знаење и слични работи. И навистина луѓето многу пати се збунети. Овој да речеме оваа форма на правење медиуми го заменуваат со правење на култ или било што друго. Да, сега е повеќе нели тоа маркетиншкиот дел и нормално тоа што некои луѓе добро заработуваат и добро живеат од баш од тоа создавање следбеници, нема речам следачи, туку баш следбеници, и заради тоа го имаше тој наплив нели на инфлуенсерство и на сите тие нешта. Сега од една страна сите ние сме инфлуенсери на некој начин, или влијаеме на луѓето, но убава дистинкција направи дека едно е да ти едноставно си го живееш животот, го правиш тоа што ти е и професија, и пасија, и хоби, и што и да е, па луѓе се инспирирани од твојот пример и го следат твојот пример, а сосема друго е кога свесно, намерно некој ќе влезе во тоа нешто, во инфлуенсерството, така да го наречеме, за да создава профит. Така, има разлика, ама некако линиите се замачкани во последно време. И сега има една мрачна страна на целата оваа работа, кога бивањето личност изложена на јавноста, многу често се случува да, особено во Македонија, особено на Балканот, постојат луѓе кои што имаат потреба да се однесуваат крстоносно, односно имаат потреба во име на некаква си виша вистина, виша светиња, да линчуваат луѓе. Во овој случајов ти беше жртва на таков еден линч, односно на, како да кажем, реинтерпретирани твои зборови. И зошто, на пример, јас со сите мои, да ги наречеме еретички погледи на Библија, на свети списи, на други списи од древноста, никогаш не сум наишол на проблеми со, да речеме, официјални црковни лица од било која црква. Но следбениците на тие цркви крстоносно, инквизиторски често доаѓаат да трупаат на мојата врата, сакајќи да ја спасат мојата душа. Веројатно истиот случај е и со тебе. Што се А, случуваше и зошто е овој феномен? така, фала ти ето и за времето и за простора да можеме тука да ги разјасниме тие некои нешта. Значи, точно првен во Македонија нас ни недостасува медиумска култура. Значи, посебно на социјалните медиуми ни недостасува култура каде што луѓе треба да се свесни за собствените граници, ограничувања и за тоа дека кога ќе дојдат на туѓ профил, канал, што и да е, дека се гости, така. И дека ако не се таму поканети, не значи дека не се добре дојдени, но да луѓе се однесуваат барем со некое минимално ниво на почит, една доза на воздржаност, ај така да кажам, спрема домаќинот, така, спрема личноста која стои позади тој профил. И сега во Македонија, во очигледно отсуство на такво нешто, луѓе мислат дека може да дојдат на твој профил, на твоја платформа, уште поточно кажано, на твоја платформа. Значи ти си ја градел твојата платформа, јас сум ја градел мојата платформа со години, си вложил и време, и енергија, и пари си вложил, и сите тие нешта, и некој ниту повикан, ниту
твојата платформа или твојот профил против тебе самиот, така, без никаква искрена намера за суштински искрен диалог, така. Значи, едно е кога човек има спротивставено мислење и ќе дојде и ќе го искаже спротивставен став со почит, нели, со скромност, со сето тоа, а друго е кога човек доаѓа и она ад хоминем, нели, против тебе како личност, да тебе како личност те руши. И сега јас сум бил мета на такви напади мал милион пати до сега. Поентата ја ги делам во неколку категории. Има луѓе кои се неинформирани, кои поима немаат ни кој сум, ни што сум, ни зошто сум, ни што верувам, ни дали што правам и така натаму. И они виделе нешто што е надвор од нивната мала рамка и доаѓаат да го нападнат тоа, бранејќи го наводно своето, но не толку да ме нападнат мене или тебе, туку да се осигураат себе самите во собствената позиција. Тоа се во суштина се несигурни луѓе кои секој друг светоглед или поглед на верата, на религијата, на Библијата, на црквата, на што и да е, го доживуваат како напад, тие самите, иако никој не ги нападнал, и за тие да се осигураат дека тие се на правото место, во правата вера, во правата црква, мора да те нападнат тебе, така, за да те елиминираат како извор на несигурност за нив. Значи, тоа е една категорија на луѓе. Сега има друга категорија кои се информирани луѓе, кои знаат, гледаат, слушале, имаат некои познавања и од собствената позиција и од спротивставената позиција, ама луѓе кои не сакаат да размислуваат или не сакаат да промислуваат. Значи, имаат информации на располагање, ама не сакаат да промислуваат. Односно, не сакаат да го земат соговорникот или страната која ја читаат или ја слушаат и речат: во ред, ја не се согласувам со човеков, ама дај да имам изграден аргумент против неговите аргументи, ама без да го девалоризирам како човек или без да го напаѓам како човек, туку да ги соочиме аргументите и да останеме, нели, во добри човечки односи. Третата категорија, да не должам многу, се луѓе кои профитираат на тоа што ќе напаѓаат други. Така, во рамките на собствената конфесија или деноминација или во собствените дејанија профитираат на тоа што ќе дојдат против мене или против тебе лично, ќе не напаѓаат и тие знаат дека не се во право, знаат дека не можат па ни да победат аргументирано, знаат дека немаат ни доблес ни знаење да излезат на јавна дебата, нели, со име, со презиме, со лик позади собствените тврдења и да речат: окей, ќе имаме дебата, договорен формат, нели, излагање, па контрааргументи, па прашања од публика и сето тоа, и да ги соочиме двете гледишта на вистината. Тоа нема да го направат, затоа што не ни име намерата во суштина они да докажат дека јас не сум во право, ти не си во право, туку е намерата да тие напредуваат во нивните дејанија или во рамките на нивната организација, институција, со тоа што ќе докажат колку се ревносни, колку се правоверни, колку се посветени и така натаму. Така да тие се три категории на луѓе. Мене последниот напад веројатно за кој ти мислиш е од човек од третата категорија кој мисли или се надева дека ќе профитира со тоа што ќе ме напаѓа и дискредитира мене лично. А тоа е човек кој многу добро ме познава, човек кој многу добро знае кој сум, што правам и сите тие нешта, но сепак личната фрустрација го водела до тој момент да ги изврти тие мои изјави, зборови и многу лукаво, па ќе кажам, да го направи тоа. И сега тука верувам дека има и духовна димензија на тоа нешто, дека не е само човечки, нели, умствено и некој има емоционални проблеми со мене, туку тој во тој момент за жал се нашол отворен за тие нечисти духовни сили да го употребат против мене. Така, или против делото Божјо, против проповедањето на Евангелието. Значи, сепак препознам дека има и духовна компонента во тие напади, дека некои луѓе и не се доволно интелигентни за самите да го смислат тој напад, туку мора да црпат инспирација од надвор, така речено.
Така Така, што ако некоја личност се промовира себе си за религиозна, христијанин, без разлика од која конфесија, а правејќи го тоа, оди во директна, да речеме, директен конфликт со заповедта која што вели не сведочи лажно против ближниот свој. така, значи и а, јас ово го имам предочено и на таа личност и на други кои тврдат дека се христијани, им велам, Христос рече дека еден ден, на судниот ден или кој ќе застанеме пред него, дека секој ќе даде сметка за секој изговорен збор. И велам, дали ти си спремен? Еве, јас нема нели лично да тужам, па тука да се влечеме по судови и да се докажуваме, иако ќе добијам сигурно, ама не ми е тоа поентата, ама поентата е ако не на земскиве судови, дали е човек спремен да ги одбрани тие своји зборови пред судијата над судиите, пред Христос лично. И тука нема одговор, затоа што и тие се свесни дека тоа се блатантни, очигледни измислици. Значи секој со не знам 85 IQ може да види дека ова нешто е исечено, и е залепено, и е монтирано, и е намерно презентирано како такво, за да се руши одредена личност. Така примерот беше многу, како кажем, многу блатантен, ама па во средина кај што луѓе едва чекаат изговор да мразнат некој или да зборуваат против некој, тоа им беше како кецна десетка и ете сега они можат, имаат право, еве го еретиков, еве го пасторов, еве го протестантов, што зборува или што одобрува или што прифаќа, а без да се потрудат или им е очигледно и нив, ама им оди во прилог на наративата која веќе имаат против мене или против мојата деноминација, против мојата конфесија. Ама беше толку абсурден, ја викам, тоа исто, нели, јас да речам, не знам, Хитлер рекол, сите евреи треба да се уништа, така. И некој да го исече тој дел кај што ја велам Хитлер рекол и да рече пастор Филип вели сите евреи треба да се убијат. Така. Буквално монтажата, местенката беше тоа. Јас го презентирам аргументот на другата страна, ама лукаво тоа ми се припишува дека тоа е мој аргумент, всушност, или мој став. Така да. Ама како и да е, Господ нека ги благослови Така. и тоа е тоа. Околу Тоа е за мене сечењето, добар. Како? се извинувам, добар? Како? Се извинувам, тоа е за тебе добар, се извинувам што те прекинав. Да, тоа е за мене добар момент, затоа што и Христос во беседата на гората вели блажени сте вие кога лажно ќе говорат против вас, ќе измислуваат секакви работи против вас заради мене, вели тоа им го правеа и на пророците и праведниците кои беа пред вас. А исто така е добар личен момент за мене, јас лично да се преиспитам дали простувам. Така, Така. дали моето духовно срце дали е живо, дали е флексибилно, дали е христолико, па кога ќе добиеме вакви напади, дали ќе можам со чисто срце и со чиста совест да речем Господ нека ги благослови и нека им биде на помош. Тоа е тоа. Така, што се однесува до сечењето, претходно кога го започнавме разговорот имаше мал прекин со интернетот и еден дел ќе биде исечен, ама тоа не за да цензурирам, затоа што е молчење таму, значи буквално нема ништо во тој дел, значи го нагласувам тоа. Јас сум слободарски дух кој што цензурата ја смета за еден од капиталните гревови, нели? Да бидам оце колоритен во изразот. Сега, надоврзувајќи се на ова, се прашувам зашто религијата се сведува на форма и покорност, а секогаш, например, во нашите разговори, ти си тврдел дека религијата треба да биде нешто, односно верата треба да биде нешто што не ослободува, кое што ги исполнува нашите потенцијали. А сведочиме дека од ова дебело книгиште сите бегаат како ѓавол од темјан, нели? Повторно да употребам метафора. Не е битно што е запишано внатре, битно е да се отиде, нели, да се направи формата, адетот што велат нашите, да се освети водата или слични работи, а без да се навлезе малце повеќе во суштината, не познавајќи основни работи, не практикувајќи основни работи. Да.
Кај нас тоа зборуваме се за Македонија не е толку комплексен проблем колку што е долготраен проблем. Нели Македонија како земја и оваа територија на Балканот како таква, наназад историски гледано била под различни религиозни влијанија, така да речеме. И луѓето, иако запазувале или пројавувале ваква или онаква вера во дадени моменти назад, со нели секоја чест што им припаѓа на таквите, генерално земено народот бил неписмен. Значи не зборувам само да не знае да чита и да пишува, што тоа било, мислам, тоа е статистички факт како таков до минатиот век. Но религиозно, односно библиски неписмен. Тоа дека и писмото како такво било црквата, верата, христијанството, писмото биле или потлачени, или прогонети, или ставени по страна, и тоа било нели тие некои 4-5 века под османлиското робство, за после тоа да дојде минатиот систем, социјалистички, комунистички, кој како сака нели да го толкува, каде што верата не била забранета како таква, ама била намерно маргинализирана. Преку различни, нормално, преку различни постапки на тогашниот систем или преку различни директиви и различни нешта. И доаѓаме до момент кај што Македонија или македонците се последниот народ во Европа која добива целосната Библија на современ литературен македонски јазик од 91-а, мислам дека беше. И сега имаме неколку векови на целосна библиска неписменост, но тоа не оправдува последните од 91 поминале колку 34-35 години, ќе бидат уште малце. Значи поминал третина век поминал, каде што иако има одреден напредок и одредени настојувања да се напредне во таа област, за жал ние сме далеку од било какво задоволително ниво на познавање на Светото писмо како такво. И повторно има повеќе категории на луѓе во тоа нешто или заради тоа нешто. Има луѓе кои се аплан незаинтересирани, кои нивната религиозна глад или жет или таа вечност која ставил Бог во срцето нивно за да го бараат Бога, не били го нашле некако, ја задоволуваат со некои обреди кои дури се земени надвор од црковниот контекст на кој припаѓаат тие обреди и се чисто за задоволување на религиозната глад и жет тогаш за тогаш, без да се изискува од тој човек кој го практикува тоа нешто некаква преобразба, така, не покаяние, не без да се изискува да тој човек на вистина информирано, длабоко влезе во суштината на својата вера и да разбере зошто се прави тоа што се прави така натаму и така натаму. Има друга категорија на луѓе која ќе отидат до некаде, има еден многу добар библиски пример за тоа нешто, но има друга категорија на луѓе кои ќе навлезат во тоа нешто, но сепак навлегувајќи во верата или во познавањето на писмото, сваќаат дека ова нешто ќе кошта. Така, дека ако човек поверува во Христос, вистински, ако човек сака вистински да стане следбеник на Христос, тоа значи дека ќе треба да се промени животот. Тоа значи дека ќе треба човек да си го земе сопствениот крст и да го следи Христос секојдневно. Така, не од празник на празник, не од слава на слава, не од ваков повод на таков повод, туку дека верата ќе биде секојдневно земање на сопствениот крст и следење на Христос. И тука сме ние негде во некој си лимбо такво, во некој вакуум простор, каде што имаме сега, фала му на Бога, достапно и Свето писмо, и литература, па е и интернет, па е подкасти, па се и се што, ама никако, збором генерално земено, никако човек да одлучи да направи конкретен чекор да се посвети на тоа нешто. И тоа не да се посвети само во смисла на религија, затоа што повторно човек
може да го изгуби Бога или да не го најде Бога бивајќи религиозен. Тука е една голема духовна стапица да човек може по сите параметри на собствената вероисповест да може да штиклира дека живее како што треба или ги прави нештата кои се очекуваат од него, а без при тоа да живее со Христос лично. Така да тој личносен однос е тоа што недостасува, затоа што повеќето луѓе се маскираат или можеби да се маскираат зад таа колективна религиозност или за таа дури лична религиозност која е разведена од личносниот однос со Христос. И заради тоа постојат системи, религии и така натаму, каде што можеби и се ја ова одговорно го зборувам како припадник на организирана религија или Така. организирана црква и вероисповест. Поентата е дали организацијата на нормално секоја заедница мора да има собствени правила, каде што има групи на луѓе или голема маса на луѓе, мора да има одредени правила на однесување, правила на игра, правила на кој што, кога, каде и зошто прави, така за да се олесни тој живот. Сега тоа што еден мој колега, инаку католички теолог, кој не е од тука, не е од Македонија, го вели, како свештеник некои 50 и кусур години, вели, ја го тврдам тоа дека ние како религиозни институции сме ја земале пораката на Евангелието на Христос и сакајќи да ја пренесеме низ вековите и на генерациите кои следуваат, сме ја ставиле во плико. И тоа било потребно, така, мора да се даде контекст на пораката. Дали е тука во Македонија или не знам, во Америка или во Африка, пораката на Евангелието мора да добие тело, мора да добие контекст. Сега вели, ставајќи ние во тоа плико, сакајќи да ја предадеме пораката на следната генерација, ние всушност многу пати сме го испразниле пликото од пораката и ние го пренесуваме пликото како тоа да е најважното нешто. И ние во име на тоа плико сме воделе војни, во име на тоа плико сме прогонувале луѓе, во име на тоа плико денеска заробуваме луѓе или совеста на луѓето се обидуваме да ја заробиме, а не сваќаме дека чекај, тоа што е важно било пораката која треба да биде во пликото и луѓето да ја примат пораката, а не пликото да го примат испразнето од пораката. И тоа е за мене една многу добра илустрација за тоа што е религијата како систем човечки, man-made систем создаден од човекот, кој треба да му служи на човекот и некогаш и некаде некои од тие нешта служеле на човекот де факто, ама да не тоа стане поважно од пораката која треба да биде пренесена. Така да тука сме некаде ние. Она што сега ме инспирира тука за подпрашање е инсистирањето на формата на штета на суштината. Односно, колку една организирана религија треба да поддржува менување во склад со духот на времето, или пак треба да биде конзервативна до максимум. Сега, например, ги спомна католиците, јас сметам дека католиците, мислам дека од Мартин Лутер наваму сватија дека мора да се менуваат за да се прилагодат на духот на времето и го прават тоа со Вториот Ватикански консил, со менување на одредени правила, значи воведување на миса на современи јазици на место на латински, отворање кон светот на науката, па имаат собствена обсерваторија и така натаму. Еве, ќе ги земам сите, значи, православни цркви кои што фаворизираат еден екстремен конзерватизам. Најтипичен пример за тоа се манастирите на Атос, каде што буквално живеат во времето на Византија. Сакаат да го замрзнат мигот таму кај што била Византија некогаш. И од друга страна се протестантските цркви каде што мојот впечаток е дека формата е комплетно измиена и дека се трага како барање злато, се трага на чистата суштина. Така, види,
според мене и Без да според без да сакам да ти ласкам било што во моментов. да, не, фала ти во секој случај, но поентава е дека не треба црквата или црквите или вероисповестите не треба да се прилагодуваат на духот на времето, туку треба да настојуваат да се прилагодуваат на духот на Светото писмо и на апостолите. И тука е моментот кога со мои колеги од други конфесии сме разговарале, вели абе вика вие сакате да се прилагодите на духот на времето или на современоста. Викам баш напротив. Поентата е дека и една од тие од едно мото на протестантската реформација е ad fontes, односно да се вратиме на изворите. Дека и од една страна ad fontes се враќаме на изворите, а другото мото е дека црквата треба секогаш да се реформира. Дека црквата треба постојано да се возобновува, да се преобразува и да се реформира. И сега тука се тие двете крила на протестантската реформација и на било која здрава, како кажам, протестантска црква, се тие две нешта, дека ние настојуваме да бидеме најконзервативни што можеме да бидеме, но тоа значи да бидеме како Христос и апостолите, не како Трамп или Путин, така? Или како, не знам, кој да е мачо водач кој мислиме дека е конзервативен или е ваков или е таков, или дека ги брани вистинските вредности, кои да се тие. Значи, поентата е дека ние настојуваме да бидеме конзервативни, како што беше Христос и како што беа апостолите, како што беше раната црква, а од друга страна, исто така да бидеме реформирани, да се прилагодуваме, да се контекстуализираме на времето и местото каде што живееме, за луѓето помеѓу кои живееме и кои се сега, не ние да се прилагодиме на нив, туку ние да можеме јасно, недвосмислено и на разбирлив начин да ја пренесеме пораката на Евангелието која е стара 2000 години. И тука е тој баланс каде што одредени заедници одат во едниот екстрем, каде што велат ние не смееме да цртка и јота не смееме да смениме. Од Светото писмо да, но од нашата пракса која имала свој историски зародиш во одредено време, во одредено место, заради одредена причина, соборно, заеднички може да се ревидира. Да речеме, чекај, ова правило било донесено тогаш и тогаш, заради тоа и тоа нешто. Да видиме дали тоа правило сега му служи на човекот или служи контра човекот. И Исус тоа, значи, Христос најјасно, како кажам, тоа е толку очигледно за мене барем во писмото, каде што се работи за Божја заповед, за саботата, така, значи една од 10 Божји заповеди. Значи Бог ги даде тие, не ги измисли ниту еден човек, ниту еден собор не ги донесе, туку Бог лично на Мојсе му ги даде, така. И луѓето ја донесоа саботата на место или на ниво каде што Бог никогаш не замислил тоа да биде, да саботата го пороби човекот наместо да го ослободи човекот. И Христос најјасно и најнедвосмислено вели саботата беше создадена за човекот, а не човекот за саботата. Ја мислам дека тука секое црковно правило, колку и заповед од кој да е, од што и да е донесена каде што ние не велам дека треба автоматски се да отфрлиме, ама поентата е дека ние имаме библиски преседан и не само еден, имаме многу такви преседани каде што се преиспитува нашето поимање на тоа правило или на таа заповед. Не самата заповед како таква, туку правилото кое било донесено тогаш и тогаш, заповедта која била во врска со таа заповед, дека Бог никогаш не им рекол на евреите, затоа што е сабота и е ден посветен на Господа, вие не треба да се бањате. Затоа што е сабота и е ден посветен на Господа, вие не смеете да пешачите подолго од не знам колку чекори. Затоа што е сабота и не смеете да готвите. Така, значи никаде тоа Бог во писмото не им го дал. И сега они калемеле, историски можеби тоа имало смисла тогаш, кога било донесена одредено правило во врска со заповед.
ама тоа било донесено до момент, па и ден денешен во одредена смисла, каде што тоа го поробува човекот и човекот робува на тоа, не смееш да јадеш, не смееш да пиеш, не смееш да се бањеш, не смееш да пешачиш, не смееш да правиш тоа, не смееш да переш, не нели, сите тие глупости, апла глупости, и никогаш тие не се реформирани или не се зема во обзир. Затоа што луѓе се плашат, ако ние седнеме да дискутираме дали толкувањето на оваа заповед или овие правила кои сме ги накалемиле, дека ние автоматски ја отфрламе заповедта. Скраја да е, не да е Боже такво нешто да се случи. И тука е вистинскиот баланс, каде што и настојувањето нели на протестантската реформација, да речеме, чекај, кој го кажал ова, зошто го кажал ова? Има ли смисла и денеска тоа нешто? Во смисла на не од Светото писмо, туку ете подоцнежниот развој на црквата и на правилата и на сите тие нешта, држи ли вода? Оти со еден мој православен брат, многу драг пријател и брат ми е во Господа, в моја генерација имаше, ова е пред, да не ти излежам, 7-8, ако не и повеќе години, кога се запознававме и сето тоа, нели, доаѓаме да видиме кој што верува, зошто верува, како верува, и човек кој е посветен, нели, е во црковен и сите тие нешта, многу добар човек и сето тоа, ама никогаш не го читал писмото целосно, во смисла да земе од А до Ш, од прва глава Битие до последна глава Откровение, никогаш не го прочитал целото писмо како такво. И правиме увед нешто за епископите, нели, за владиците, народски кажано тука. И викам, викам, знаеш, и нешто околу црковна историја, развојот на црквата, што ја не викам дека не треба да биде така, ама дека има развиток, дека не било така од секогаш. И викам, па еве, викам, на почетокот, викам, епископите, викам, биле женети. Не сите, ама добар дел биле женети. Како бе женети? Викам, апостол Павле во посланието до Тимотеј, кога му дава, да речеме, квалификации, што треба или каков треба да биде еден епископ, еден ѓакон, еден старешина, нели ги дава тие различни црковни служби или чинови кои уште биле таму уште од самиот почеток. Викам, апостол Павле му вели на Тимотеј, кој сака да биде епископ, добра работа посакува, тој мора да биде маж на една жена, да не биде пијаница, да тоа. Ја викам, самата квалификација на апостол Павле кажува дека епископот треба да биде женет човек. И вика, нема шанси. Викам, како ти кажам, ево го Светото писмо, а викам, да не е вакво, оди разговарај си со твојот епископ, така. И поентата, он отишол разговарал. И сега, па, тој епископ е бил доволно доблесен да каже, да, тоа го пишува, таму е, така било, но со текот на развитокот на црквата и подигањето на монаштвото и заради тие историски контексти, доаѓаме до моменталната форма, каде што епископите се избираат од монаштвото и по дефолт и по правило сите се монаси, односно сите се небрачни служители на Бога. Така? Ја не викам дали тоа треба или не треба да биде така. Тие си одлучуваат за нивната црква, за нивната конфесија. Ја не го напаѓам тој момент. Така, значи денес како така е со векови и сето тоа и тоа им служи и тоа е добро, нека биде така. Така, на крајот они си одлучуваат. Ама поентата е дека јас се зборувам како протестант, кога имаме диалог еве за оваа тема, не можеме да не речем, слушајте, има развиток, така, не било од секогаш вака. Така, и сега, ако има епископи во протестантските цркви кои се женети, тоа не значи дека ние сме контра православните или католиците, туку ние сме рекле, чекај, дај да се вратиме назад, да видиме дали сме, дали не сме, дали ова ни служи или не ни служи, така. И затоа Мартин Лутер од монах, нели, и католички свештеник, станува, нели, сопруг, станува маж на една жена, така. И тука е моментот. Ме разбираш, ова е чисто илустративно, дека сите правила кои се таму и кои се дадени служат можеби и се уште и така натаму, ама дека тие правила не треба никогаш да бидат над авторитетот на тоа што го читаме во писмото. И ако во писмото гледаме
еве конкретно сега се фативме за ова нешто, гледаме дека епископите биле женети, не викам дека мора и денеска да бидат женети или вака или така, ама и апостолите беа женети, некој од нив, така. Значи апостол Петар, знаеме со сигурност дека бил женет, затоа што Христос ја исцелува неговата ташта, така, неговата баба, на неговата жена, мајката. Така, и постоа апостол Павле во своја одбрана, затоа што апостол Павле како безбрачен служител на Бога, го брани своето право или се споредува кога бил напаѓан од другите, вели зарем само јас и Аполос или јас и Сила, тие со него апостоли кои биле, вика зарем само ние немаме право да водиме со себе наши сопруги. Вика зарем тоа го има само Петар, го има тоа право. И тука од самото писмо, од самата комуникација помеѓу апостолите или апостолите со раната црква, со првите цркви, всушност, читаме дека, чекај, Петар бил женет, ја носил жена му со него. Така, другите биле женети. И гледаме дека има развој. Па ќе кажам, за добро и за недобро, за релевантно или нерелевантно, не треба ние да се прилагодуваме на духот на времето и да речеме, треба да почнат да се женат оваа свештеници или мора да се женат од друга страна, туку да видиме, чекај, не, уште од самиот старт, ние ако се тежнееме да се вратиме, да бидеме верни на Христос и на апостолите, ќе видиме дека уште од самиот старт имало различни примери за тоа нешто, имало преседани за други нешта и така натаму и така натаму. Она што ме подсети тука, претходно што зборувавме за формата и за саботата, е делот кај што евреите му замеруваат на Исус, не е дали зошто исцелуваш, туку зошто исцелуваш во сабота. Во денешно време, значи, ако некој човек има срцефудер, значи, во сабота не сме масажа на срце, значи, не сме да се спасуваат луѓе. Да, ќе се квалификува тоа како работа. И па тука е, знаеш, има ден денешен, нели, евреите и после Христос, оние кои останале, нели, верни на јудеизмот, и ден денешен има такви клипчиња, некои профили, не знам како ми излегуваат алгоритмов, како функционира, можеш да ги побараш. Има модерни, нели, денеска современи луѓе евреи кои се трудат, нели, да ги исполнуваат не само Божите заповеди како такви, туку сите тие правила кои се накалемени на Божие заповеди. И има чудесија од толку смешни и абсурдни моменти, каде што они не смеат да вријат вода, да си прават кафе во сабота, така на шабат, ама заради тоа имаат тајмер на варилникот или на кафематот. На кафематот, да без они да треба да притиснат копче или да ја зовриат водата, затоа што тоа би се рачунало како работа, ќе им пушти вода. Или водата ја вријат во едно, па ја претураат во другото во која не зоврела водата, за тоа да не се рачуна како работа. Или не знам, во лифтовиве, за да не треба да го притиснат копчето да одат, не знам, на 7ми кат, лифтот по автоматизам запира на секој кат. Така, и ти само да влезеш и да си чекаш да запре на твојот кат за да излезеш. И сега, тоа е толку абсурдно и смешно, каде што заповедта да тој ден биде посветен на Бога и ти да навистина одвоиш време за својот однос со него и да се посветиш, ти уствари се преокупираш со милион други нешта, наводно за да му угодиш на Бога, како Бог да сега седи на престолот на небесата и гледа дали Филип ќе стави гезве вода или ќе исечка патлиџани, кромити, сирење да јаде у сабота или у недела или кога и да е. Ме разбираш, значи го имаме, изборувам дека тоа и христијанството го правело или го прави во одредени аспекти, каде што од Бог ние правиме карикатура. И затоа после, нели, лесно е на атеист, лесно е на агностик, на вој тој да го отфрли христијанството или да отфрли верата во Бога или и религијата земено така, кога има такви некои абсурдни нешта што дури ја верувам лично Бог се чуди на тоа, вика луѓе како ви текна. Добар диалектичар би го сомнил од било кој верник, токму употребувајќи ги тие аргументи.
Сега доаѓаме до делот кој што знаеш дека го има кај мене провокативни прашања Так. поврзани со изворот, со Библијата. И првото од тие што ми текна е, затоа што го имам, значи, истражувано овој момент, дали Библијата всушност е изворот, инспирацијата на Карл Маркс за создавање на комунизмот, односно дали комунизмот не е всушност христијанство без Бог. Зошто? Затоа што вели, продајте се и раздадете го на сиромашните и следете ме. Така. И, нели, Знаеш, живење во заедница, наместо црква ќе ставиме комуна, во заедница комуна. Так. и тоа е тоа. Вака, пред неколку месеци е сега, имав дебата на социјални мрежи со припадници на една политичка партија кај нас. Значи не спомнувам ниту имиња, Добро. ниту партии, затоа што не сакам ниту да рекламирам, ниту па да бидам анти, не знам, реклама. Секој нека си цени за себе. Не сакам да влијам ни вака или ни така. Ама имав со современите комунисти, така ги наречам, модерните комунисти кои се тоа и по идеологија, не само по име, туку значи себе декларирани комунисти. И јас имав напишано тука во црква кај што седам, имавме гостин. Тоа беше среда, беше баш како денеска на вечерната молитва, гостин кој човекот бил мисионер за време на комунизмот, зборуваме комунистичка Романија, Албанија, ама тука и на Балканот минувал, и тој човек шверцувал Библии за прогонетите цркви. И кажуваше, нели, како биле прогонувани, како биле затварани, тепани, измачувани пастори, ама и општо земено и православни свештеници, како се криеле верниците, како, нели, да те фатат со Библија или да тоа нешто било престап, да шверцуваш Библија било подвиг, значи тој човек вистински подвизи правел да влегува во тие земји кај што не му било него местото таму, со цел да ги охрабрува, поддржува и унапредува работата на тогашните прогонети цркви. И јас имав напишано статус на Facebook, беше статусов на мој профил. Значи не отидов никој да нападнам или нешто. Велам само што имавме човек во црква кој сведочеше за комунистичките злостори, диктатори што правеле спрема луѓето и спрема црквите, и велам тоа зло не смее да се повтори. И еден по еден, значи високо стоечки припадници на таа партија и застапници на комунистичката идеологија во Македонија денеска, еден по еден сите ми се вдадоа на статусот мој. У смисла, ти го доживеа како личен напад. И еден од нив кој сме имале дебати со него, јавни дебати, он е атеист, барем беше атеист и застапник, вика, чекај, ти вика како вика кога Исус бил комунист, така Исус бил првиот комунист, и нели тоа е аргументот. Тука нешто вика првата црква била комуна, знаеш, и ми става тука, нели, никој немаше ништо свое, туку се им беше заедничко и така натаму и така натаму. Прашањето го постави без да ја знам таа дискусија, значи... Ете, да, ама пресна е дискусија и пресни ми се одговорите или аргументите на тоа нешто. Мислам, неколку месеци има. Ама поентава е, викам, чекај, викам, полека. Викам, прво и основно, викам. Кажи ми, викам, една земја во која имало комунистички режим или диктатор по сите параметри, каде што христијанството не било потлачено и прогонувано. Прво нешто. Викам, втора работа. Ако тоа е на вистина така, викам, зошто во сите комунистички земји, каде што на вистина комунистичката идеологија владее, е Бог и батина, така, зошто, викам, се потлачени, прогонувани и зошто Библијата како таква е забранета литература или тешко рестриктирана литература. Викам, ако вистински комунистите и тие комунистички партии знаеле и верувале дека Исус и апостолите биле првите комунисти, ја викам, па они ќе беа најголемите пропагатори на Евангелието. Така, ќе принта нови завети, ќе принта
Библии и ќе им викаа на луѓето сите треба да бидете комунисти, оти тоа е затоа што самиот Христос бил комунист. Викам зошто викам овој аргумент никаде и никогаш историски во ниту една комунистичка земја не било потребен. Штама втора работа, викам. Сега викам, нели, прво од вашиот од собствената комунистичка историја ви покажувам дека никој при здрава свест не го верувал тој аргумент, не па да постапува, оти постапките немало да бидат да ги прогонуваат христијаните, туку да ги поддржуваат, па дури да викаат на црквата, бе, проповедете повеќе за дарежливост, проповедете повеќе за заедништво, за така. Значи, самата историска вистина ти покажува дека не го верувале и не е тоа така. Викам сега идеш на моја територија, кога ми цитираш стихови, викам на протестант да му цитираш библиски стихови, не знам, од Дела на апостолите ваму таму, малце влегуваш, велам во за тебе непознати води, ама викам добре дојде, викам сега ќе ти објаснам со сета почит, нели, без да те понижувам или омаловажувам, викам вака и вака, викам. Прво викам е не фер и неинтелектуално да го земеш тие неколку стихови кои ги има во Дела на апостолите, ама да ги извадиш од контекстот. Викам прво и основно, викам тоа беше доброволно споделување на имоти и ресурси. Затоа што луѓето го доживеа Христос воскреснатиот, го видоа и го искусија на таков начин, тие сватија дека овој свет е пропадлив и минлив и дека доаѓа Царството Небесно, кој ќе биде вечно и во кое крадец нема да краде и молец и рѓа нема да јадат. И заради таа трансформација лична која доживеа на своето срце, почна да ги гледаат ближните околу нив кои страдаат и велат да направиме нешто и ги продаваа своите имоти и ги носеа пред нозете на апостолите, за апостолите да располагаат и да распределуваат секому според потребата. Викам, значи, прво и основно тоа беше доброволно. Немаше државен апарат, ниту пак црковен апарат, кој им наложи на луѓето дека тие треба да го прават тоа или па насилно да им го зема тоа. Значи, тоа е првата разлика, не првата, ама е уште една разлика помеѓу тоа што е, нели, комунистичка апроприација на имот или на стока или на жито или на што и да е, од доброволното носење на тие нешта во црквата за тоа да биде распределено на секому според потребата. Прва и основна разлика, викам. Второ, викам, тоа го гледаме во црквата во Ерусалим. Низ целото Евангелие понатаму има различни форми на истата дарежливост, на истата пожртвуваност, на истото нешто, но живењето во комуни, живењето на едно место каде што секој носи и се распределува секому како што треба, комунистички, во такви комуни, се случува само во црквата во Ерусалим. Најосновното теолошко библиско правило за екзегеза, за интерпретација, за носење на заклучоци или доктрини и така натаму за животот и праксата на христијаните е дека од еден пример или од еден стих не може и не смее да се прави правило кој ќе биде наложено на сите останати. Затоа што гледаме дека и другите цркви кои беа и на територија на Израел, Палестина и надвор од тие, дека ниту една црква, ниту пак апостолите како такви, не земаа да го наложат примерот на црквата во Ерусалим да биде за црквата во Македонија. Апостол Павле ги фали црквите во Македонија како исклучително дарежливи и давале, иако били утепани сиромаси, давале повеќе од што можеле да дадат за потребите на светиите. Значи го правеле тоа, но не го правеле затоа што тоа им било наложено од некој црковен апарат, ниту пак затоа што тоа го правеле по примерот на црквата во Ерусалим. Секоја црква, секоја заедница, секое поднебје, секоја култура и контекст изнаоѓале своји начини како да изразуваат истата дарежливост, но во нивниот контекст како да ја изразат. Црквата во Ерусалим го правела тоа на
начинот како што го правела црквата во Иерусалим. Црквата во Антиохија го правил на друг начин, црквата во Малазија или во Македонија на сосема други начини. И тука негде заврши дебатата со комунистите или со нивниот аргумент дека нели христијанството и комунизмот се малте не едно исто. А викам, а Бог каде ви? И штама, пак. Така, Викам, мојот аргумент беше дека всушност не велам дека е исто, туку дека не, знам, Маркс далеко во својот комунистички манифест си има инспирирано од самото Евангелие. Тоа само Маркс може да го каже или да го тврди. Јас не сум го прочитал тоа. Тоа е некое веројатно подоцнежно толкување на комунисти, кои се како е нашиве комунисти кои нормално верувам, се надевам не сакаат да воспостават диктатура како во, не знам, Чаушеску или Енвер Хоџа, иако некои од нив ги почитуваат делата или ликовите како такви. Ама поентава е дека еве модерниве современи комунисти сакаат да го земат тој аргумент дали од накалемувајќи на Маркс од кај му инспирацијата или зошто му или на Библијата да ги земат надвор од контекст и викам слушај не е проблем човек може да биде христијанин и да биде да има не знам комунистички гледишта во одредена мера. Човек може да биде конзервативец и да биде христијанин, ама по дефолт не значи дека христијанството е конзерватизам или христијанството е либерализам или е комунизам или што и да е. Христијанството библиски гледано е надвор од овој свет. И ниту еден овоземски световен систем не може да биде отелотворување на Евангелието. Значи, Христос и снели Светово писмо јасно ни кажува дека црквата е телото Христово. А ниту една партија, систем, организација, што и да е, не може да го замени тоа нешто. Така да, дури комунистиве да нели, го имаат тоа како идеал, што е добро, нели, да не се оставаат луѓе по улица да гладуваат, да умираат, што и да е, тоа е супер, така? Ама дека црквата е повикана, црквата тоа да го прави, а не да чека да дојдат комунистите или републиканците или кои да и они да го решат проблемот. Така. Така да тоа е и проблеми на црквата, каде што црквата затаила, таму се јавуваат сите тие нешта. Ако црквата како институција и организација, како организирана заедница, ако црквата го превземе тоа да се грижи за сиромашните, за болните и село тоа, тогаш нема да треба да дојдат комунисти и речат, абе, знаете, Исус бил комунист или ова или тоа. Им речеме, и да бил и да не бил, ние ја вршиме работата. Така, знаеш, исто така дека една од моите фасцинации со Стариот Завет е дека речи си на секоја страница се зборува за повеќе богови. Сме го разговарале моментот Елохим и слични работи за именки во множина и тоа нема сега да го повторуваме за тоа што ќе биде здодевно за тие што редовно не следат, но нешто ми остави впечаток шестата книга од Библијата, значи сме во книгата Исус Навин на македонски, глава 24, каде што еве, стихот 15 од главата 24, ако пак не ви е угодно да му служите на Господа, одберете си сега кому да му служите, на боговите ли, на коим служиат татковците ваши, кога беа од онаа страна на реката, или на боговите на морејците во чија земја живеете. А пак јас и домот ќе му служиме на Господа, бидејќи он е свети. Или нешто подолу, ако го оставите Бога, им служите на туги богови, он ќе испрати на вас зло и ќе ви истреби место да ви направи добро. Овде јас не дискутирам за ништо друго освен за фактот дека мене ми се чини дека овие стихови се потврда дека постојат други богови кои што луѓето можат да се ги изберат на сличен начин на кој што си го избрале Јахве за нивен бог. Како да ја направиме дистинцијата која што нас не води во денешно време и ни вели не. Постои монотеизам дека сите овие споменати туги богови, кои што еве аморејците ги почитувале или дел од
јудеиците кога биле во туѓа земја и ги почитувале се нешто абстрактно измислено непостоечко. Така, значи Светото писмо а, не ги ниту пак не ги негира духовните ентитети кои стојат позади тие божества. Или позади тие идоли или богови, така наречени. Значи постојат духовни сили, ентитети кои се моćни, силни, така речено, кои се богови, нели со мало б, но тоа што и Стариот и Новиот Завет исповедаат дека тие се паднати ангели, дека тие битија или тие божества дека не се абстрактни во смисла дека се чисто измислите и не постојат, туку дека позади тие нешта стојат духовни сили и ентитети кои и како имаат сила во животите на тие кои ќе им се предадат да им служат, но дека тоа се лажни богови, дека единствено Јахве е нели богот над боговите, дека тој е создателот на се видливо и невидливо, дека тој е единствениот вистински бог на кому му припаѓа сета слава, чест и величие, стои во контраст со сите тие богови и божества на народите што живеле околу Израел, Египет, каде да биле во тоа време. И сега, значи тоа не само што не биле абстрактни, овој говор, овој монолог, ај така речеме на Исус Навин тука, значи не треба да се земе во контекстот во кој тој го кажува, а тоа е следното. Значи книгата Исус Навин е транзицијата помеѓу Мојсей и ветената земја или завземањето на ветената земја. И израелците, како што имале избор во Египет, и кога излегле од Египет, и кога биле на пат, и кога кружиле во пустината тие 40 години, и еве сега кога влегуваат веќе во ветената земја, изборот кој тие го имале секогаш било тоа да се одлучат на кому ќе му служат и кого ќе следат. Читаме дека израелците секој пат кога ќе згустеше работава, дали ќе останат без храна, вода, ќе бидат во опасност ваква или таква, тие многу лесно се свртуваа и својата надеж, ако не целосно, барем делумно, почнуваа да ја полагаат или да ја бараат во други богови. Така, и Исус Навин, значи, ги носи, како што читаме векови подоцна за Илија, свети Илија, исто така ги носи пред таков избор, кај што им вика, добро, не кривете веќе лево, десно, де ваму, де таму, туку одлучете се. Ако им служите на овие божества, барем не се преправите дека му служите на Јахве, Израелевиот Бог, и терајте служите на тие божества. Ако му служите и сакате да го следите Јахве, тогаш отфрлете ги овие сите други богови и служите му само на Јахве. Така што тука не е бирајте, у смисла, сте дека тој избор не представува избор помеѓу две еднакво валидни нешта, туку представува избор помеѓу помалото и поголемото, или нели, помеѓу боговите на народите и помеѓу Јахве. Значи, Исус Навин не вика, слушајте, се е легитимно, сите се ви е исто, дали ќе го следите Јахве или ќе го следите, не знам, Молох, исто ви се паќа, барем одверете. Не, тој вика, ако му служите на Молох и ги жртвувате вашите деца и го правите тоа, служете му на Молох или на кои да биле сите други божества таму, ама немојте да се преправате дека му служите истовремено на Јахве. И затоа тука ја прави дистинкцијата, вика, а јас и мојот дом ќе му служиме на Господа. Значи, сака да им каже дека треба да има линија и треба да има дистинкција, ама дека изборите помеѓу едното и другото не се еднакви. Так. Туку тоа е поентата всушност. Така, сосема разбирливо. И тука, на пример, еве морам да кажам за гледачите, јас колку и да размислувам поинаку, хипотетички, нема да го наметнувам сега моето мислење, затоа што идејата тука е ти да го кажеш своето мислење. Затоа што многу пати луѓето бараат да падне крв во дискусијата и јас им кажувам дека на овој подкаст јас концептуално одбивам да има такви работи, затоа што ќе се изгубиме во деталите. Ама затоа ќе поставам дополнително провокативно прашање, значи мислам дека убаво се наредија.
од гностичките текстови читаме, значи овие се од Наг Хамади, вели Добро. заради суштината на архоните, по вдахновение од духот на таткото на вистината, големиот апостол зборувајќи за властите на темнината ни каже: нашата борба не е против тело и крв, туку против властите на вселената и духовите на злобата. Ова те го испраќам бидејќи прашуваш за суштината на властодржците. Нивниот поглавар е слеп. Поради својата моќ, своето незнаење и својата гордост тој изјави: јас сум Бог и нема никој друг освен мене. Така. Кога го изговори тоа, тој сгреши против се што постои. Но неговиот глас се издигна до непорочноста и оттаму се слушна глас што рече: грешиш, Самуел, што значи Богот на слепите. Неговите мисли останаа заслепени и откако ја изгуби својата моќ, тоест богохулието што го изговори, ја следеше таа моќ во хаосот и бездната. Неговата мајка по поттик на Писти Софија вера мудрост. И таа ги уреди сите негови потомци според нивната моќ, по образецот на горните светови, зашто од невидливиот свет произлезе видливиот. Кога непорочноста погледна надолу во пределот на водите, незиниот лик се појави во водите и властодржците на темнината се влюбија во тој лик, но не можеа да го фатат тој лик што им се појави во водата заради нивната слабост. Бидејќи суштества што имаат само душа, не можат да ги дофатат оние што имаат дух, зашто тие беа оддолу, а таа беше одозгора. Ова е извадок, значи, од апостаза на архоните, од значи Наг Хамади библиотеката. И јас би сакал компаративно да го споредиме тоа со Исаија глава 45 стихови 5 до 7, каде вели: јас сум Господ Бог и нема друг, нема Бог освен мене, јас те препашав иако не ме познаваш. За да дознаат од изгрев сонце и од запад дека нема друг освен мене, јас сум Господ и нема друг. Јас ја создавам светлината и ја правам темнината. Јас правам мир и причинувам неволи. Јас, Господ, го вршам сето тоа. И овде морам да кажам дека ова неволи во македонскиот превод е, во англиските преводи е evil, односно зло. Значи дека Бог прави и добро и зло, и некако овие стихови што се припишени на Самуел, кои што некои го поистоветуваат со Луцифер, нели? Да. Иако овде само значи Бог на слепите, и ги гледаме истите зборови кои што му се припишуваат на Бог во пророкот Исаија. Јас, например, се чувствувам малку збунет споредувајќи ги овие две нешта. Во која смисла? Во Каде? смисол затоа што гледаме аналогија помеѓу Самуел, односно Јалдебаот во гностичките списи, кој што нели е врховниот архон, односно, пак ќе кажам, се поистоветува со Луцифер, ама не е толку едноставно да се поистовети со Луцифер. Значи, творецот на материјалниот свет. И овде се прави аналогијата со Јахве, со Господ Бог, кој што вели јас сум Бог и нема никој друг освен мене, значи некако се поклопуваат тие две работи, тој вели јас правам и добро и зло. Така, вака, значи, тоа не е, барем за мене не е ништо чудно, затоа што Библијата ниту е пишувана, ниту е пренесувана во некаков историски текстуален вакуум. Во смисла дека Библијава кога е пишувана негде скришно и тајно, и писателите на Библијата биле изолирани од светот во кој живееле и од идеите кои живееле во светот во тоа време, и обратно, дека другите писатели на други религиозни или нели полурелигиозни текстови, кога ги пишувале своите текстови, дека не знаеле за текстовите на Библијата или за тоа што таму се тврди. Така што и во Библијата, сега човек да навлезе малце во тој текстуален критицизам, може да се видат фрази кои заради илустрација се влечат од други текстови, религиозни, некои еврејски, некои нееврејски. Значи во Стариот Завет го има тој момент, во Новиот Завет го има тој момент кога апостол Павле цитира филозофи, поети од тоа време или постари, за да илустрира поента за нешто. Така што не е тоа чудно да, не знам, има цитирана книгата Енох, во Новиот Завет, во Стариот Завет ги има тие моменти каде што има референци или фрази, еве тоа што го прочита за
поднебесните началства и власти, дека нашата борба не е против крв и месо. Апостол Павле тоа во посланието до Ефесијаните 6 глава чинам беше, вели нашата борба не е против крв и тело, туку против поднебесните началства и власти, духовните сили на злото и темнината. Значи, не е чудно да два древни текстови имаат интеракција и да илустративно едниот позајмува од другиот или обратно. Зошто? Затоа што ако целта на тој текст е да пораката биде комуницирана со народот кој живее во тоа поднебје, нормално е дека јас ќе земам, например, не знам, изрека некоја која е типично македонска, така, за јас да искомуницирам духовна вистина која е, да речеме, од вечноста или е вечна, јас ќе се позајмам со времена контекстуална изрека тука, за да илустрирам поголемата поента. Така и тука, сега не знам конкретно овој текст, не сум го читал, ама веројатно едниот позајмува другиот или обратно, за да илустрира таа поента, да е со тоа што има и јасна дистинкција, така, таму ја персонифицира мудроста, веројатно беше, Да. нели, во лик на жена, додека тоа го немаме во писмото мудроста ја персонифицира поинаку, но моментот на духовни сили кои војувале против Создателот и сакале да се издигнат и да речат, еве, сега обожавањето што му припаѓа на Создателот припаѓа на Луцифер или на кој да е во тој текст, тие паралели постојат и не е Самуел, ни Самуел. чудно. Самуел, да. Што па тука нели е како Бог на слепите, имаме референции во Стариот и во Новиот Завет дека следбениците на другите богови или божества дека се заслепени, како што се слепи нивните идоли, нели, имаат очи не гледаат, имаат уши не слушаат и така натаму. И викаат такви се и сите што ги обожаваат. И тоа што Христос како референца го вели, нели, слепиот кој ги води слепите ќе завршат и обајцата во јама. И мене наместо да ми биде збунувачки или контрадикторно или зошто го има оваа ваму или зошто го има таму, баш ми дава до знаење дека ова нешто се случувало во историски контекст, значи тоа е додатна историска потврда за Светото писмо, дека се случувало во тој историски контекст, ако ова е современик на ова или постои во тоа време или ова го потврдува ова нешто како претходник на тоа нешто или го бара како извор, така да за мене тоа е додатна потврда. Нормално човек треба да знае да биде претпазлив дека тие луѓе или школи кои пишувале или толкувале подоцна дека давале и свој осврт на нештата, така дека тоа не е свето писмо, барем нели за мене, и треба да се зема со доза на како и се останато, со доза на предпазливост, на историски контекст да се земе или да се земе па дури и религиозен контекст, така во контекст на кои божества или кои богови или кои верувања, кои пракси е кажано нештото. Ама во секој случај многу убава паралела на некои други библиски наративи. Сега моментот за Исаија што велиш кај што Бог нели твори добро и зло, кај нас се преведено неволји, што и во англиски е evil, ама има во друг превод е calamity, односно пак е некоја неволја нанесена. Несреќа, да. Несреќа, Мене да. не ми се допаѓаат ваквите преводи затоа што со употребување на вакви еуфемизми се избегнува вистинското значење, исто како што е избегнато значењето Бог ревнител. Така. Не е Бог ревнител, одмазнички Бог е во другите преводи, во англискиот превод е Бог што се одмаздува, не е Бог Така. ревнител, што значи? Да, да. Те разбирам и тоа е така, со тоа што нели во нашите преводи е прашање нели кога, како, зошто, колку време се посветило на тоа нешто, дали се преведувале од оригиналите или се преведувале од англиски, посебно за Стариот Завет. И така натаму и така натаму. Така што да, го има тој момент што
и мене не ми се допаѓаат, ја затоа и понатаму се читам само на англиски, ја читам на македонски за кога е за богослужба или за проповед на богослужба, ама инаку јас лично за мене читам на англиски преводи. Така, А, или тие некои интерлинеарни библии и така натаму. Моментот е дека во Исаија Бог е изворот и авторот на се. И тоа не е нешто контрадикторно и со Новиот Завет, каде што на крајот од Новиот Завет Бог како судија ќе се врати, ќе суди на народите, ќе има уништување, ќе има неволи, ќе има казни, ќе има зло, кое, нели, како тие кои ќе бидат приматели на тоа нешто, ќе го доживуваат како зло. Така, секој, тоа е интересна паралела. Секој криминалец ја гледа полицијата како зло. така, Така, така. го гледа судијата или обвинителот како зло, затоа што оди контра неговите интереси. Така, не затоа што објективно изворот на правдата е зол, туку затоа што субјективно за криминалецот судијата е зло. Така. Така да тука, нели, јазикот кој се користи во Исаија, на тоа место и на други места во Стариот Завет е, оние кои се злосторници, оние кои се нечесни, кои се идолопоклоници и така натаму, Бог кога суди спрема нив, тој е автор на зло, е автор на неволи, на казни, на погибел, на како и да ги фразираме нештата. Така, и сега на крај имам едно новозаветно супер провокативно прашање, кое што Добро. денеска го гледаме на дел во сите религии, вклучително и во исламот. Значи се Добро. наоѓаме во прво послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните, Добро. глава 11 вели: "Угледајте се на мене како што и јас на Христа. Ве пофалувам, браќа, дека се мој помните се држите до заповедите така што сум ви ги предал. Сакам уште да знаете дека глава на секој маж е Христос, а на жена глава е мажот, на Христа пак глава е Бог." Значи, ова мислам дека го објаснуваше ти и во подкастот каде што гостуваше. Сега, она што мене ме интересира, секој маж кој се моли или пророкува со покриена глава, ја срамоти својата глава. Значи, мажите треба да проповедаат со откриена глава. И секоја жена која се моли или пророкува гологлава, ја срамоти главата своја, зашто seедно е како да е истрижена. Така. Се е во ред до тука. Ако жената не сака да се покрива, тогаш нека се стриже. Или пак е срамно жена да се стриже или бричи, тогаш нека се покрива. Така мажот не треба да ја покрива својата глава, зашто е образ и слава Божја, а жената е слава на мажот. Оти не е мажот од жената, туку жената од мажот. И мажот не е создаден за жената, туку жената за мажот. Затоа жената треба да има на главата своја знак на власта на мажот над неа. Значи, овде се наоѓаме стих 10. Морам да го комплетирам затоа што овде е прашањето. Добро. Зашто жената треба да има на главата своја знак од власта на мажот над неа. Поради ангелите. Тоа поради ангелите за мене е необјаснимо. Што целиот контекст ни кажува дека тука жената треба да е со покриена глава кога пророкува или се моли или не знам што ангелите имаат врска со ова. Вака, ќе дојдеме до контекстот и зошто апостол Павле го пише тоа баш на Коринтијаните и што значи тоа таму и зошто го нема тоа на друго место. Ама заради ангелите во било кој контекст земено е тоа дека ние веруваме кога сме собрани да го славиме Бога на богослужба, да го обожаваме, да се молиме, да му служиме, дека ние тоа не го правиме како чисто човечка вежба религиозна на волјата и на телото и на што и да е кон Бога. Туку дека ние тоа го правиме како духовни битија, како луѓе кои нели во тело, но учествуваат во духовниот свет и се дел од таа духовна надприродна стварност во која ангелите се присутни и сослужуваат, односно му служат на човекот и се таму и тогаш. И дека редот кој
треба да го има, понесувањето, однесувањето и сите тие нешта, во црквата, надвор од црквата, како и да е, дека ние треба да бидеме свесни дека нашиот живот не го живееме само пред Бога, туку го живееме пред сите духовни битија, ангели кои се сведоци на нашиот живот, кои се, како што вели во посланието до евреите, се службени духови, се помошници кои се дадени на оние кои ќе го наследат спасението. Значи дека кога јас се молам, кога јас служам, кога правам, кога живеам, што и да правам, дека тоа го правам со ангели околу мене, со небесни битки. Што смета откриената коса на жените во врска со ангелите? Така, значи контекстот, тоа е послание до коринтијаните. Може многу надолго и на широко да се зборува за ова, ама секој може да прочита и да отвори и да види. Значи Павле адресира тука проблем на црквата исклучиво во Коринт. А тоа е следното. Коринт како тогашна метропола, како тогашен космополитски град, имале одредени проблеми кои ги немале на другите места. Тоа било проблемот со обожавањето на други божества и со неморалот, односно развратот, како прифатена вредност во наводници нормално во тогашната култура и тогашниот систем. Заради обожавањето на одредена божица таму во Коринт, култот на таа божица било и раширен и на други места, но во Коринт било, како кажам, престолнината на тоа нешто. Постоел храм на таа божица каде што жените кои сакале да се посветат, односно да требало да отидат во тој храм, да ја избричат својата глава и да служат за одредено време, не знам колку било и како било, или колку се заветувале дека ќе служат, како храмски проститутки. А мажите кои сакале да принесат жртва на таа божица и на тој култ, требало да одат и покрај прилозите и даровите што ќе ги принесат, да на очиглед на сите, некои пати на скалите на храмот, значи како на бел ден, да имаат сексуални односи со жените кои се заветувале дека ќе бидат или свештенички на таа божица или привремено како жртва ќе го принесат своето тело како храмска проститутка на таа божица. И сега овој феноменот на света проституција е познат, значи во тие предхристијански религии. Ете така. И сега доаѓа евангелието. Доаѓа црквата, доаѓа апостол Павле, го проповеда евангелието и се формира оваа рана црковна заедница таму. И се формира нормално од луѓе кои се довчерашни пагани, идолопоклоници, жени кои биле храмски проститутки, така. Значи, тие биле луѓето кои поверувале во Христос и се обраќале, така. Не биле светци кои чекале само да им каже некој за Христос и да продолжат да бидат светци, туку биле луѓе од тоа поднебие, од тој град. Сега, кога се обраќаат тие луѓе, не дека тие не се обрнуваат кон Христос, ама не се научени што треба, како треба, не се научени кои се односите помеѓу мажите и жените, значи зборуваме за здрави односи помеѓу мажите и жените, не се научени за тоа што е библиска, односно, нели, библиски оправдана сексуалност, а што е неморал, значи бланко, така. И затоа апостол Павле го адресира проблемот, ќе дојдеме до ова нешто, само го ја сликам сликата за да има смисла. Одлично. Затоа и апостол Павле во Коринтијаните пред овој момент ги кара Коринтијаните, затоа што помеѓу нив, како пофалба или како знак на толеранција, има човек кој нескриено не се кае за тоа нешто, туку ниту се крие и тоа го гледа како најнормално нешто, има сексуални односи со својата маќа. И апостол Павле вика, вие го толерирате тоа, како да е тоа нормално, и вика, не само што го толерирате, туку се палите со тоа нешто. И апостол Павле, кој им пишува, не може да си поверува дека, чекај, треба да им пишува, да троши
страници од Светото писмо, така речено, не знаел он дека пишува Светото писмо, ама страници од своето послание да адресира проблеми, да му каже, чекај бе, а ова технички ти е мајка. Ти имаш односи со жената со која татко ти се уште има односи. Значи, ама луѓето во таа култура, во тоа поднебје, тоа било најнормално, така. Така. Сега идеме до моментот за мажите и жените. Ај само што, нели, апостол Павле тука го дава вистинскиот, ајде да речеме вистинската хиерархија на нештата, за повторно не да некој биде поробен, туку за да биде воспоставен ред во кој секој ќе може да му служи на другиот со даровите, талентите и повикот на кој Бог му ги дал на мажот или на жената. Значи не е тука некој да биде над некого, да го пороби, туку некој да му служи некому. Ако гледаме така, Христос е нашиот Господар, но Христос дојде да ни служи. Така, ја вели, ја дојдов не да ми служите, туку да ви служам. Така што кога мажот е господар над жената, не е деспот над жената, туку е слуга на жената, како што Христос е слуга на црквата и се предаде за нејзин. И сега моментот на покривање, непокривање, бричање глави, не бричање глави, е за тие жени кои ќе дојдат во црквата и сега сакаат да бидат дел од црквата, прво и основно, дека ако се веќе со бричени глави, затоа што се заветувале дека ќе бидат храмски проститутки, и доаѓаат сега во црквата, заради заедницата, заради црквата и заради сведоштвото, што црквата сега треба како контраст да го даде на тогашниот Коринт, е дека таа жена не треба да шета со гола глава, затоа што луѓе нема да знаат, чекај сега почнале ли овие да имаат христијаниве храмски проститутки и они ли ги прават тие нешта, туку треба да ја покрие таа глава за луѓето да не асоцираат дека жениве христијанки, кои се сега христијанки, дека и понатаму продолжуваат да се проституираат или па не дај Боже дека во раната црква го одобруваат, прифаќаат или го прават тоа нешто. Затоа што имало и такви верзии дека христијаните правеле оргии, дека пиеле крв и така натаму и така натаму. Значи, и затоа апостол Павле вика треба, нели, да ја пушти косата, да има коса, затоа што тоа е нејзина украс, нејзина слава, наспроти овие со бричените глави кои се храмските проститутки, ако и е веќе бричена главата, се затекнало таа ситуација, нека ја покрие, така, и на крај кога не само за сведоштво на луѓето, туку и вика заради ангелите, дека да им дава до знаење апостол Павле дека чекај, ние што сме собрани туку од црква, ние си играме црква, си играме уште една култ, уште еден култ сега на Христос, уште една религија ќе почнуваме, туку ние сме во присуство на ангели, дека овој ред не е затоа што на Павле му текнало така, туку и затоа што човек треба со страв Божи, со љубов и со благодарност да пристапи сега на оваа заедница и да свати дека веќе му припаѓа на Христос. Така да, са ова многу на широко, може уште нели, да се оди на широко и на длабоко, ама зошто е тоа у Коринт и на Коринтската црква и за Коринт, за мажите и жените, и за морал, и за неморал, и за бричени глави, и за покривала, и за коси, е баш да се даде контрастот помеѓу тогашната пракса и сега, нели, новата воспоставена црква. Значи, ако добро те разбрав, од овие стихови не треба да се извади генерално правило дека во сите цркви тоа е правилото, а знаеме дека се практикува тоа. Жени кои кога од тебе гледаме кај папата со покриена коса, макар малку символично, жени кои што одат во црква, во православните цркви, тоа се препорачува, значи жените со покриен. Има тоа и во дел од протестантските цркви. Па ете, гледаш, тоа е А од друга страна, гледаме свештеници кои што главата им е покриена, во сушта спротивност од ова што е напишано тука. Значи, ако извадиме генерално правило, се е наопако некако. Мажите со покриени глави, со митра или со било што друго. Да, па и ако е така и со долги коси. Така, мажи, мене не ми расте порано имам долги коса. Ама, сега да кажам, во истото послание вели, нели вика природата ви учи дека е срамно за мажот да има долга коса. А гледаме дека свештеници или владици, епископи, протестантски пастори, како и да е, дека имаат и долги коси. Така, тука е тој момент каде што треба да видиме зошто
нешто правиме или зошто не правиме. Пак се враќаме нели на Да. тоа нешто и да видиме окей, дали ова е правило, доктрина која е на ранг или на доктрина на не знам на нешто суштински важно, или ова има свој историски почеток. И сега некои може да речат нели назиреите не ги бричеле своите глави, нели, ама па не пиеле ни вино, не јаделе ни грози. Така, тука е тој момент кај што сега ако сакаме да речеме има библиски преседан, тоа се назиреите, мажи нели кои нема да ги шишаат косите, ќе имаат долги коси, ама од друга страна нема да пијат вино, нели, тако беше Јован Крстител. И треба да одиме до крај, ако сакаме да бидеме интелектуално искрени, значи не треба ништо. Ако жените ги покриваат своите глави како знак на побожност, како знак во одредени протестантски цркви, тоа е знак дека таа е мажена жена, така, како знак дека е мажена, дека е земена, зафатена, така како кажеме кај нас дека не е сингл, дека тоа било некојаш историски гледано кога луѓе се собирале во црквите за да знаат која е мома за мажење, а која не е, па тоа се земало, еве, јас сум под авторитетот на мажот, имам покривало на главата, така да има многу историски контексти сето тоа, ама поентата дека ништо од тоа не е спасоносно, односно кратката или долгата коса ниту го спасува, ниту го погубува мажот или жената, покривалото, капата, митрата, значи шо и да е, ништо од тоа не е суштински важно за верата, побожноста и на крајот на денот за спасението на душата. Историски во Коринтијаните било тоа, историски во православната или католичката или протестантските цркви било вака или така. Ден денешен еве во Италија во протестантски цркви отидеш, мажите седат десно, жените седат лево, сите се со покривала, жените, мажите сите се, нели, нема никој на кратки ракави, сите се во кошули, сако, како и да е. Така, ама тоа е, пак ќе кажам, контекстуално е таму. И тоа е тоа. Во Она Африка на некој да му кажеш за тоа нешто, ќе малце ќе те гледа вака. Тоа е многу топло. А она што мене ми е, еве да го финализираме разговорот, мене ми е несватливо зошто некои луѓе се губат во една практика која што се нарекува имитатио Христи или во превод имитирање на Христос, кога Христос бил еден единствен, како што секој од нас е еден единствен, и дека реализирањето собствено не мора да значи имитатио Христи, туку може да значи остварување на собствениот потенцијал во животот. Сега зборувам општо и дека многу, како да кажам, и фрустрации кај луѓе се создадени и пригушување на собствените таленти заради тоа. Оно што го разговаравме, така било во минатото, така правил Јован Крстител, па сега сите мораме да правиме така. Значи, правејќи од некои специфични ситуации генерализирани правила, значи, имитатио Христи кој што е присутен феномен, демек вие треба да правите како Христос. Значи, мене ми е несватливо. Види, ние треба да го имитираме Христос и да бидеме како Христос, да се сообразуваме со Христос, да се преобразуваме во Христос, но тоа да биде во нашиот синовски однос кон Бога. Значи, јас и ти, како што има кажано еден тие раните црковни отци, дека јас сум повикан да станам по благодат она што Христос е по природа. Ама тоа нормално дека се однесува на неговиот синовски однос со Бога и дека јас сум повикан да бидам син Божи, дека да бидам чедо Божјо, сообразувајќи се со Христос, да јас бидам чедо Божјо. Тука е, тоа всушност значи да се имитира Христос, значи во односот со Бога и во односот со ближниот. А полниот потенцијал, јас како Филип Иванов од 2025 година, полниот потенцијал на моите дарови и таленти, верувам дека доаѓаат до израз кога јас се обидувам да го имитирам Христос, но да бидам верен на тоа што ми е мене доверено, како што Христос беше верен на тоа што нему му беше доверено. Значи, односот синовски треба да
го градам или да го негувам, да го посакувам истиот, и верноста спрема довереното. Ако на Христос му беше доверено да биде тоа што беше, зборуваме о неговиот живот на земјата, мене ниту ми е доверено, фала Богу, ниту се бара од мене тоа нешто. Мене ми е доверено да бидам тој што сум и со мојот потенцијал, дарови и таленти, и мене еден ден Бог ќе ме смета за одговорен за тоа што ми е мене доверено, а не тебе. И обратно. И тука луѓе го конфлатираат тоа, го ставаат едно у друго и ја прават грешката, каде што сега се трудат да бидат како Христос во нештата кои не се повикани да бидат како Христос и да западнат во некој месијански комплекс, на сметка на тоа го занемаруваат тоа што се повикани да бидат како Христос во тој однос со Бога и со ближниот, и го занемаруваат тоа да бидат верни на даровите и талентите кои Бог нив им ги доверил. Така, како што Бог на секој еден му доверил различни дарови и таленти. Тоа е нездраво гледање. Да, и сега Исус бил дрводелец или столар првите 30 години од животот, тоа значи дека единствената благословена професија е да бидеш Столар. столар. Или ај ќе го прошириме тоа малце на апостолите, рибари, оти некој од нив биле. И сега имал еден цариник, ама тоа не чини, тоа цариниците се расипани, нема да има цариници. Ме разбираш, така да тоа е многу нездраво гледање и на духовноста и на секојдневниот живот. Викам, ако секој човек е повикан да биде верен на тоа што Бог му го доверил. Ако некој е пекар, нека биде најдобриот пекар што постои. Ако биде лекар, нека биде најдобриот лекар. Ако биде што и да биде, ја викам, тоа баш кај нас туку црква во зборува, викам, тимове, нели, повозрастни луѓе, ако си повикан во оваа фаза од животот да бидеш баба, значи биди најдобрата баба што постои на светот. Значи моли се за внучето, воспитувај го, грижи се, поддржувај го во тоа, и викам, ти ќе бидеш исто наградена како да си апостол. Ако го правиш тоа со сето срце, душа, се вложуваш во внуцето или внуците, да им се дадеш, да се грижиш за нив, да им го предадеш Христос на нив и така натаму, ќе имаш исто награда на небесата како било кој што бил повикан и му било доверено да биде апостол. Така тука е здравиот баланс, верувам, помеѓу духовноста и секојдневниот живот. Секојдневниот живот, значи многу луѓе ме потсети дека живеат во токсични односи, пред се да речеме работни односи, односи со пријатели, партнери, не знам што. И тие токсични односи ги толкуваат, па така мора, што да правам друго, немам друг избор, и буквално го негираат се оно што ти го кажа дека треба да биде Божјо вдахновение и исполнување на собствените капацитети. Да, дефинитивно. Кон тоа треба да тежнееме. Нормално дека ниту еден од нас не го достигнал тоа до совршенство, ама моите усилби, мојата генерална слика за животот или каде треба да ме води животот, треба да биде тежнење кон тоа нешто. Ако сакам да бидам благословен, и уште поважно да бидам на благослов на другите. Значи не е дека сега егоцентрично треба јас да бидам подобар од тебе и да бидам по-свет, праведен, духовен, што и да е, туку јас во мојот однос со Бога станувам тие нешта за да можам да бидам на благослов на мојот ближни. И тоа е по мене и верувам библиски здрава духовност. Филип, јас се надевам дека со овој разговор дадовме добар пример како може убаво да се разговара, да се дискутира, да се има различни мислења, а при тоа да се задржи достоинствено, пристојно ниво на комуникација. Да, ти благодарам што ти си еден од ретките што го даваат тоа, имаат града таква платформа, и ете Господ нека те благослови во твоите дарови и таленти да уште повеќе напредуваш во тоа нешто. И верувам дека така е и така треба да биде. Така ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам и на тебе. Секој добро.